Хидропотенцијалот и електроенергетскиот систем во државата се стабилни и нема индиции за никаков ризик без оглед на присуството на екстремни високи температури, велат од Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини. Состојбата со акумулациите во моментов е стабилна и овозможува сигурно управување со домашниот хидропотенцијал. Хидропотенцијалот е совкупна исполнетост на акумулациите од околу 70%. Тоа овозможува да се одговори на актуелните потреби во рамките на планираното производство. Посочуваат од Министерството за енергетика. Колку може повеќе да се изградат акумулации, да се задржи таа вода и кога се вакви моменти, гледате, тоа е веќе одеднаш потреба од вода, потреба од електрична енергија, а ако се направат тие акумулации да бидат реверзибилни, тогаш таа ефтина електрична енергија може да се користи за складирање дури и на сезонско ниво. Стабилен е и енергетскиот систем, велат од Министерството. Домашните акумулации се управуваат внимателно и согласно оперативните планови, што овозможува сигурно производство на електрична енергија и стабилно функционирање на електроенергетскиот систем. Во исто време, хидроелектраните продолжуваат да обезбедуваат и системски услуги, неопходни за одржување на стабилноста на електроенергетската мрежа. Дополнуваат од Министерството. Најголемата река во источниот регион, Брегалница, е со воден дефицит, но акумулацијата Калиманци е на речиси половина од својот капацитет. Односно, во овој момент таму има 48 милиони метри кубни вода, што во овие услови е многу добра состојба. Вода има и за културите, и за луѓето. И тоа во моментов е најважно. Во насока на справување со најавените високи температури, Сојузот на синдикати на Македонија бара од работодавачите да ги почитуваат мерките за безбедност и здравје при работа, да го намалат и исклучат работењето на отворено за работниците во најтоплите делови од денот, како и да ги обезбедат сите средства и мерки за заштита на животот и здравјето на работниците во овие услови. Ние како синдикат сме должни да побараме од работодавачите и од инспекцијските служби кои што се задолжени за да ги пратат овие мерки, дали се почитуваат. Ние секако и понатаму ќе настојуваме да ги заштитиме работниците, бидејќи тоа е наше гесло, дека ние треба да ги заштитиме работниците и дека секогаш треба да се почитуваат сите закони и обврски за да ги заштитиме работниците, бидејќи тие се оние кои се двигатели на економијата. Високите температури се ризики за возачите, предупредуваат од СВР Штип. Силната сончева светлина, високите температури од блесоците од автомобилите, сообраќајните знаци и асфалтните подлоги се ризик за возачите. Апелираме на зголемена опасност и ризик за возачите и останатите учесници во сообраќајот. Вниманието да се подигне на степен повисоко, а по можност патувањето да се одвива во најповолните периоди од денот. Апелираат од секторот за внатрешни работи Штип. Приходите во буџетот од почетокот на годината се прибираат согласно планот и со раст во споредба со претходната година. Во исто време и на расходната страна се исплаќаат обврските согласно планираното, соопшти Министерството за финансии. Подотоците за реализација на буџетот за 2026 година, заклучно со 31 јули, покажуваат дека вкупните приходи се реализирани во износ од 204.553 милиарди денари, што е 53,9% од планираното и бележат раст од 9,3% во споредба со истиот период претходната година. Приходите од даноци, како изворни приходи, се реализирани во износ од 117.963 милиарди денари или 55,33% од планот и со раст во споредба со истиот период претходната година од 10%. Велат од Министерството. Најголема приходна ставка е од данок на добивка, од кој во буџетот се слеани 16,6 милиарди денари, што е раст од 20,6% во споредба со 7 месеци од 2025 година. На расходната страна значајна реализација има кај капиталните расходи во износ од 21,2 милиарди денари, што е раст за 39,6% во споредба со реализацијата на капиталните расходи во првите 7 месеци од 2025 година. Владата на ВМРО ДПМН изготвува план да спрема терен за да го прифати францускиот предлог, обвини денес членот на СДСМ Андреј Жерновски. ВМРО ДПМН реагираа. Талогот од СДС измислува лаги и се што зборуваат е спротивно од вистината.
се подготвува терен за прифаќање на францускиот предлог. Наши информации од Брисел зборуваат дека владата на Мицкоски тоа веќе го договорила. И тоа се јасни сигнали кои што пристигнале и од Брисел, и од Берлин, и од Париз. Исцрпени се буквално сите обиди и лаги кои што претходно се обидуваа луѓето од владата да не ги продадат, се сеќавате, се започна со некакво одложено действие, па потоа со специјални услови, па потоа дека ќе имаме за нас некакви посебни договори и така натаму. Па најновото што го слушнавме од Мицкоски дека ќе сме влегле во Европската унија, ама без право на глас. Сето тоа падна во вода и веќе нема простор за нови импровизации. Хистеријата во СДС е на завидно ниво. Талогот од СДС веќе не знае што повеќе да излаже. Ке ве подсетам, лажеа со години дека ќе банкротираме во 2024 година, во 2025. Еве сега сме 2026. Не банкротиравме, а лажат дека ќе банкротираме и оваа година. Лажеа и за ИПАРД програмата, дека ќе биде блокирана, дека парите нема да бидат наменети за земјоделците, не еве и таа лага се распрсна како меур од сапуница. Лажеа за мигрантите. Ке ве подсетам, велеа дека ќе дојдат во март, април, мај, јуни. Еве сега сме август. Нема ни трага ни глас од никакви мигранти по договорот со Обединетото кралство. Стои во реакцијата на Валентин Манасиевски од ВМРО ДПМНЕ. Царинската управа на Македонија во јули 2026 година оствори историски највисока месечна наплата на приходи 14,14 милиарди денари, што е за 1,5 милиарди денари повеќе од истиот месец минатата година. Не е важно само бројката, туку трендот што го отсликува. Ова е резултат на ефикасноста на системот што го градевме во изминатите 2 години. Изјави директорот на Царинската управа Бобан Николовски. Паралелно со зголемената наплата, царинските службеници реализираа низа акции против криумчарењето. Во текот на месецот беа запленети 2000 медицински вијали гадонанс, спречен обид за внес на 1 килограм марихуана, откриен непријавен накид Сваровски вреден 333.000 денари, како и 348 грама златен накид вреден 1,3 милиони денари. Царината спречи и обид за криумчарење на 5000 штеки цигари вредни околу 9 милиони денари, а на Табановце беа откриени 124.000 евра во готовина, од кој дел биле одземени согласно законските прописи. Градиме систем со кој безбедноста и полнењето на буџетот не ја кочат економијата, туку се одвиваат паралелно преку модернизација и таргетирање на ризикот. Порача Николовски. Хрватска денеска е под највисокото црвено предупредување поради екстремниот топлотен додека долготрајната суша веќе ги празни реките, ги намалува резервите на вода и создава проблеми во енергетиката, пловидбата и земјоделството. Државниот хидрометеоролошки завод издаде црвен аларм за сите 8 метеоролошки региони во земјата. Властите предупредуваат дека жештината представува сериозен ризик за здравјето и може да предизвика нарушување во инфраструктурата. Реките Орлјава кај Пожега и Плитвица кај Вараждин би можеле целосно да пресушат во следните неколку дена. Теренските служби проценуваат дека во коритата останало толку малку вода, што без посилен дожд пресушувањето е речиси неизбежно. Прогнозите не најавуваат обилни врнежи во следните 5 дена, а високите температури дополнително го забрзуваат испарувањето. Непријавено палмино масло и млеко во прав се откриени во косовскиот млечен сектор, што директно имплицира на истакнатиот бренд млечни производи Вита во земјата. Агенцијата за храна и ветеринарство официјално ги објави наодите од обемното пребарување на пазарот проведено помеѓу април и јули. Од 495 примероци тестирани низ произвестените единици, границите и преработувачите, идентификувани се 93 случаи на непочитување. Речиси половина од тие прекршувања, 46 специфични случаи, вклучуваат присуство на непријавено палмино масло. Приближно 1 од 5 млечни производи тестирани во Косово содржале неозначени состојки, што значи дека потрошувачите биле систематски заведени во врска со тоа што купуваат.
Албанските власти мобилизираа 727 оперативци, воени единици и хеликоптери во изминатите 24 часа за справување со 20 активни шумски пожари ширум земјата. Пожарите брзо се шират под влијание на силниот ветер и високите температури, загрозувајќи ги околните населени места, земјоделските површини и сообраќајната инфраструктура. Во операциите спасување и гаснење директно се вклучени 128 припадници на вооружените сили на Албанија. Воената подршка вклучува 2 противпожарни возила, 1 санитетско возило и 3 хеликоптери на военото воздухопловство, кои действуваат на најкритичните и непристапни терени. Останатиот дел од тимовите го сочинуваат локални противпожарни единици и припадници на службите за цивилна заштита, кои прават заштитни појаси околу загрозените села. Делчево и Македонска каменица подготвија богата летна културна понуда со концерти, фолклор, уметност, средби со диаспората и програми за сите генерации. Поденешната иселеничка средба во село Град, Делчевското културно лето, продолжува утре со традиционалната манифестација Зелкаријада во Тработивиште. Главните фестивалски вечери од 7 до 9 август ќе ги донесат голачките фолклорни средби со настапи на ансамбли од Македонија и странство, но и настапи на Суперхикс, Амадеус Бенд, Владко Миладиновски и многу други. Програмата продолжува на 11 август со форумот на диаспората од Делчево 2026, а завршница ќе биде со традиционалната расадничка вечер на 15 август. Богата летна програма подготви Македонска каменица, каде покрај музичките настапи и овде посебно место имаат средбите со иселениците. На 9 август во Македонска каменица ќе се одржи Денот на диаспората, настан посветен на каменичани кои живеат и работат надвор од земјата, со цел заекнување на врските, пријателството и соработката меѓу родниот крај и неговите иселеници. Кулминација на летната програма ќе биде на 26 август, кога на градскиот плоштад ќе започне Каменичко културно лето 2026. На првата вечер меѓу изведувачите ќе настапи Бојан Илиевски, победникот на музичкото надпреварување Звездите на Грант за сезоната 2025-2026. Полициските службеници во Данелон, град во американската држава Њу Џерси, користеа необична тактика за да ги фатат возачите кои ги прекршуваат сообраќајните закони. Дали ја забележавте нашата грмушка денес? Ако вашите очи беа залепени за телефонот, веројатно не. Се вели во објавата која собра повеќе од 1000 реакции. Властите објавија на Facebook дека новата операција е спроведена во прометен дел од градот, каде што има голем број пешаци, а возачите кои ги користат своите телефони биле особено таргетирани. Операцијата наводно било исклучително успешна. Полицијата вели дека за време на проверките им биле издадени 74 прекршочни казни на возачи за кои се сомневаат дека го прекршиле законот. И утре времето сончево и многу топло со температури до 35 степен. Ветрот ќе дува со брзина од 8 км на час. Влажноста ќе изнесува 26%. Температурите по градови се следните. Штип и Карбенци со по 35 степени, Пробиштип 34, Чешиново, Блешево и Кочани исто така со 34 степени. Температурата во Виница 34, Македонска каменица 33, во Делчево 32, во Пехчево 29 степени и во Берово максимални 30. Според православниот календар, утре е света маченичка Христина. Во католичкиот е Преображение Христово.